Благодарам на интересот, почитувани граѓани. Денеска сме во посета на Прилеп и можам да најавам дека владата во наредниот период сериозно ќе посвети на инвестиции во дигиталната инфраструктура во Прилеп. Работиме денеска на промоција на порталот услуги Gov.mk и потребите, услугите кои што ги нудиме за граѓаните тука во општина Прилеп. Она што можам да го најавам е дека токму тука на плоштадот ќе биде изградена бесплатна, односно поставена бесплатна Wi-Fi зона со бесплатен интернет за граѓаните на општина Прилеп, еден голем проект европски кој што го реализираме во сите општини во Македонија, но Прилеп е еден од приоритетните градови. Вториот дел кој што можам да го најавам се 10 најкористени услуги електронски на граѓаните во општините ќе бидат дигитализирани преку уште еден проект кој што го предводи Министерството за дигитална трансформација заедно со Министерството за локална самоуправа и секако општините. И третиот елемент, еве ја користам оваа прилика да најавам дека во Прилеп ќе го отвориме новиот центар за услуги кој што ќе ги доближи услугите, дигиталните електронските услуги од сите институции, сите државни институции до граѓаните на општина Прилеп. Тоа ќе биде секако во соработка со локалната самоуправа и се очекува дека во наредните 3 до 6 месеци веќе ќе можеме да го отвориме овој центар за услуги и да ги понудиме услугите кои што граѓаните најмногу ги бараат од порталот, но и нови услуги кои што граѓаните ќе ги побараат да ги нудиме во тој центар за услуги. Продолжуваме со интензивни инвестиции во инфраструктурата, во дигитализацијата на општина Прилеп и се надам дека во наредниот период граѓаните ќе можат да ги користат сите овие услуги кои што ги нудиме. Кога може да се очекуваат тие иницијативи кои што ги кажавте први? Па вака очекувам дека од 3 до 6 месеци ќе отвориме центарот за услуги кој што ќе биде една соберна точка каде што граѓаните кои што немаат дома електронски уреди, не знаат да користат или немаат време едноставно, може да го посетат и нашите вработени ќе ги извадат услугите за нив, од најкористената услуга изводот од матична книга на родени до уверението за државјанство, преку потврдите за неосудуваност, сите на едно исто место. Потоа очекувам дека зоните за бесплатен интернет ќе бидат во наредните 6 месеци. Значи првата зона за бесплатен интернет ќе видиме во наредните 6 месеци и очекувам дека електронските услуги, 10 најкористени електронски услуги во периодот до 2 години ќе успееме да ги реализираме тука во општина Прилеп. Добро, исклучително ми е чест што покажавте интерес за ова услуга да се представи кон граѓаните, да му се заблагодарам на Министерот за дигитална трансформација и неговото ново формирано министерство кое слободно можам да кажам дека на почеток сите имаја скепса околу функционирањето и услугите кои што би ги нудело министерството, но се покажува од ден на ден дека навистина е оправдано и би заокружило еден склоп на околности кои што обичниот граѓанин имаше потреба, трошеше многу од слободното време да сега ги забрза постапките, односно ги добие услугите од државата кои што има потреба да ги има, да се користат, односно да се забрза нивното издавање од институциите потребни, обединување на сите институции во една, која што би значило издавање на документи и користење на еден шалтер на сите документи потребни за граѓанството. Понатаму во сите програми предпоставувам на овие локални избори се ставени алатките кои што ги нуди ова новоформирано министерство, а тоа е за дополнителна дигитализација на локалните самоуправи и олеснување на подолу, на еден ранг подолу на документите кои што би се издавале во иднина од секоја локална самоуправа, почнувајќи од издавање на решенијата за данокот на имот, па се завршувајќи до извод и до потврда за точна адреса. Значи граѓаните во следниот период треба да очекуваат еден поинтензивен развој и на тие услуги кои што ги дава општината. Понатаму Министерството размислува за дигитализација на сите совети и ние како општина Прилеп имавме еден чекор направено однос на дигитализација и транспарентност. Почнавме да ги презентираме седниците на советот на општина Прилеп во живо со техника и технологија кој што ни беше обезбедено од еден странски донатор, но понатаму еве како министерство надлежно и верувам дека министерот идејата која што има да го доразвие министерството, да ги собере сите познавачи, односно сите програмери во државата кои што интензивно би работели и би им ја олесниле работата на сите локални самоуправи. Верувајте дека и тоа е еден скап дел за имплементација, затоа што програмирањето, ставањето во софтвер на сите овие услуги кои што бара време и троши ресурси и верувам дека основната идеја за формирање на министерството и дигитализацијата на држава комплетно ќе даде сериозни резултати и оптимистички се овие ветување од министерот дека за неколку месеци, а тоа е многу краток рок, би имале и слободен пристап до интернет овде во центарот на градот, со што би го помогнале и населението кое што нема она што остана да нема доволен пристап до интернет, а понатаму и до отварање на овој центар за услуги, затоа што и секојдневните средби со граѓаните
сите бараат помош по однос на користење на електронските услуги, затоа што имаме граѓани кои што не се доволно изврзинали да ги користат овие современи алатки, се уште трошат време и нерви чекајќи по шалтери, а ова е една сериозна можност за да се намали оваа прилика. Уште еднаш голема благодарност до министерот и до вас што покажавте интерес, а сметам дека со ваква една промоција одиме чекор напред, односно ги запознаваме граѓаните што се нуди овој систем и како да си го леснат секојдневниот живот.